зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Слушај го Божиот тивок глас. Понекогаш се прашувам дали сме толку зафатени со извршување на одредени работи секој ден што ги провршуваме можностите да ги благословиме луѓето околу нас. Божиот тивок глас можеби нема да се чуе додека не насочува каде има нешто посебно за нас да правиме. Допир пун со љубов, утешителни зборови, дури и тивка молитва со некој кој е повреден. Фреда Робинсон е пример за некој кој одвојува време да покаже грижа. Таа е еден од моите херои за исклучителна работа меѓу сиромашните во Китале, Кенија. Рано во својата кариера, пред да ја добие својата болница и проширување, таа беше главна медицинска сестра во најдобравата приватна болница во Китале. Еден ден сестра Фреда ја заврши работата за тој ден и се врати дома. Но штом влезе дома, почувствува непогрешлив поттик да се врати назад во болницата. Колку и да се обидуваше, не можеше да го занемари тоа. Веднаш се сврти и се врати во болницата. Кога сестра Фреда повторно влезе во болницата, букет прекрасни цвеќиња, на кои обично им се воодушуваше, и го привлекува вниманието. Толку силен беше импулсот на незиното срце. Бргу помина низ вратата и долу низ ходникот. Поминувајќи низ преднаталното оделение, таа дзирна кај бебињата, зашто децата секогаш беа слабост на сестра Фреда. Потоа наеднаш застана. Едно бебе го привлече вниманието на незиното добро истренирано око. Малото момче се чинеше дека не дише. Брзајќи кон инкубаторот, таа го крена и почна да му го масира срцето и да му даде реанимација уста на уста. Ја чувствува в Божјата рака како ме води тој ден, се присетува сестра Фреда. Додека работев со него, тој еднаш зете здив низ отворената уста. Му дадов кислород и почна да си диша нормално. А денес господин Корир е адвокатот во Китале. Галатите 5:25 ни вели: ако живееме во духот и да го следиме духот, Бог нека ни помогне и нам да бидеме чувствителни на неговиот нежен глас и да одговориме. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.